3.000 денари нето додаток на плата како младински додаток е државна субвенција за младите работници кои ќе се вработат во стопанството. Ова денес пред штипските работници го промовираше вице-премиерот за економски прашања Мила Царовска. Тоа е потребно за да можеме да кажеме дека како држава понатаму економијата ќе ја базираме и ќе ја развиваме врз основа на растот на индустријата. Што фактички представува Законот за младински додаток. Законот за младински додаток е еден од оние пакет мерки кои што владата и Министерството за труд и социјална политика ги креира во изминатиот период, се со цел зголемување на вработливоста на младите од една страна, од друга страна обезбедување на квалитетни и добро платени работни места. Оваа мерка е добредојдена и за работодавачите кои секојдневно се соочуваат со се поголемата конкурентност на странските пазари. Ние сме од сите страни конкурирани со ефтина работна сила од далечниот исток, но исто така мора да ги застапуваме и да ги штитиме сите интереси и во областа на социјалниот стандард на нашите работници, на условите за работа и така натаму. Како младите да аплицираат за користење на овој додаток? Барањата се едноставни, младите лица немаат никаква обврска освен да дојдат лично во нашите служби со лична карта да се идентификуваат, да го поднесат барањето. Владината финансиска инјекција за младински стимул е добредојдена и за штипската локална економија. Тие средства од буџетот се наменети за нивниот домашен буџет и тоа е за мене важно заради локалната економија во Штип. Очекувано и оние на кого е наменета оваа мерка се задоволни. Па мислам за мене е добро. Да, ќе биде. Попладнево пред повеќе заинтересирани средношколци и млади работници, Царовска и останатите владини представници ги презентираа мерките, чија што цел е да се стимулираат младите екзистенцијата да ја бараат во индустријата. Промоцијата на мерките почна од Штип, а ќе продолжи во останатите општини од државата.